Благодарам. Се повикувам на член 77 став 3 и предлагам точка 6 да биде точка број 2. Зошто? Затоа што овој предлог закон за измени и дополнување во Законот за здравствено осигурување беше барање од околу 60 здруженија на граѓани, сојузи и фондации. Беше барање кое што беше интерпретирано и пред клубот на пратенички, со кој што ќе се овозможи системско решавање на проблемот за исклучување на земјоделците од правото на породилно отсуство. Своевремено Комисијата за спречување на корупција и дискриминација имаше поднесено иницијатива и побара уствари препорача на Министерството за здравство да поднесе ваков закон. После 3 месеци Министерството за здравство воопшто не поднесе и еве денеска го имаме на дневен ред и сметам дека правото на платено породилно отсуство е уставно загарантирано право и како последица на исклучувањето на жените земјоделки од ова право не само што се врши дискриминација, ја ќе ве молам председателе да направите услови во салата за да се слушаме. Од ова право не само што се врши дискриминација забранета со домашното и меѓународното право, туку и директно се загрозува здравјето и благосостојбата на жените и децата од руралните средини, несакани абортуси, прерано прекинување на доењето, патолошки бременности, здравствени проблеми кај новороденчињата и така натаму. Многу европски држави го имаат регулирано ова. Ние како држава сме се обврзале со конвенции за елиминација на сите форми на дискриминација, бидејќи покажавте денеска дека сте спремни да спроведете само закони кои што се за бенефит на елитата на власта, а не на државата. Затоа треба да сте свесни дека еден ден ќе има одговорност и дека по не знам кој пат вашата влада ве злоупотребува како пратеници. При тоа денеска гласавте против предлогот за задруги и не ви е грижа за земјоделците, потоа гласавте против извештајот на народниот правобранител и така натаму, така да ја би можела да заклучам слободно дека вие како власт сте штетни за европскиот пат на оваа држава, бидејќи злоупотребувате европска легислатива и ви даваме уште еден предизвик, бидејќи освен за продолжување на мандатот на директорот за второстепена комисија и за жените земјоделки што гласавте позитивно и за друго све одбивте, затоа уште еден предизвик кон вас, токму Законот за здравствено осигурување за обезбедување на земјоделките за породилно отсуство да биде од 6 точка број 2. Благодарам.